Кавадаци, јас го чувствувам како град, како општина, кај што треба да градиме кадри, успешни, без разлика од која партија се и каде припаѓаат. Се додека не изградиме такви кадри и не направиме кадри кои што може да пласираме у Скопје и да ги имаме на централно ниво, ние никогаш нема да бидеме град од приоритет и никогаш нема да бидеме град со некаква поволност или град во делот на привилегија. Која што легитимно и економски ја заслужува. Кавадарци е втор град по економскиот развој во Република Македонија по БДП, прв град по невработеност, меѓу првите градови, односно најголема територија имаме како општина надвор од Скопје. Имаме благодети многу кои што се уште не се искористени и вие пратам, вие гледам дискусијата и многу ми е така интересна и ја би ве насочил на работа. Дај Боже од овие тука советници сега што ги имаме на локално ниво да изградат политичка кариера, па да може видно време да бидат и у централна власт, кај што стварно може да разговарате на ниво и да се борите за општина Кавадарци. Тука мислам дека треба заеднички сите да не се делиме на ваши и наши. Јас сум градоначалник на општина Кавадарци и градоначалник направен за сите 40.000 жители на општина Кавадарци. Нормално политичките партии и партиите кои што функционираат во Република Македонија имаат и позитивни и негативни страни. Има една вистина во која што јас можеби имам малку пофлексибилно размислување од централното раководство на ВМРО ДПМН, ама тоа воопшто не е пречка да ние како ВМРО ДПМН и како Социјалдемократски сојуз Кавадарци правиме успеси и правиме град на ниво како што го заслужува да биде Кавадарци. Толку би имало така политички да спомнам да кажам, а во делот на точките кои што ги имаме денеска, јас морам да појасниме да кажеме во делот на акумулираната добивка. Имаме еден благодет кај што од 2008 година јавното предпријатие Комуналец почнува да остварува добивка. Јавното предпријатие Комуналец постоje од самото негово основање, односно колку што постои општина Кавадарци. За наша среќа и за среќа на граѓаните на општина Кавадарци, од 2008 година до 2016 има остварено добивка нераспоредена од 200 милиона денари. Значи, они имат и поголема добивка остварена, меѓутоа дел од добивката му е распоредена во инвестиции, капитални инвестиции, некапитални материјални трошкови и така натаки, а нераспоредена добивка која што ја имат акумулирана за овие години е 200 милиона денари. Ние дојдовме до идеја и законски, и правно и регулативно да ја повлечеме таа добивка во општина Кавадарци, за да можеме да направиме поголема програма, поголем буџет со единствена цел да изградиме поголема комунална изградба во општина Кавадарци. Она баш што да спомнавте и вие, да не биде после нашиот мандат заеднички како совет, како градоначалник, не направите ништо, закојавме шајка, не закојавме, така да тие средства кои што може да ги намерим. Јавното предпријатие Комуналец за наредната година има добар финансиски план, има добар план за развој и има добар план за капитален развој. Покрај ова има предвидено негде околу 120 милиона денара купување на опрема во јавното предпријатие Комуналец. Тоа се нови камиони, опрема дополнителна, приклучни елементи, доградба на гробиштата со ограда, паркинг плац на гробиштата се изгради, така да нема предпријатието да биде замрзнато и да не може да функционира. Исто така сакам да ви спомнам дека 4 хидроцентрали кои се благодет на општина Кавадарци ги имаме во собственост, ние сме единствена општина во Република Македонија која што имаме надвор од законските дејности, имаме екстра приходи по основ на производство на струја. Тоа некој што го направил од 2001 или 2002 година бил многу голем чекор и потек за општина Кавадарци. Сега тие треба централи 2019 година заедно со одобрение на владата на Република Македонија да влезат под фитинг тарифа и тука ќе добиеме плюс 15 милиона денара екстра приходи. Така да има концепт од кај ќе дојдат парите. Градскиот пазар до ланската година имаше многу мала наплата. Оваа година мислам дека со 40% зголемена наплатата на градскиот пазар. До година е ставен за реновирање. Кога ќе го изреновираме пазар, ќе направиме затворен пазар, убав пазар, очекувам да имаме уште подобри приходи од самиот пазар. Имаме одлука донесена на овој совет да градиме 5-та централа, хидроцентрала.
Таа пета хидроцентрала ќе биде со кредит, кој што веќе го преговори да го изграде комуналец, таа изграде, и ќе имаме екстра приходи кога што некаде за година до година и пол се врати инвестицијата. Значи таа ќе биде јавна и ќе биде на комуналец. Добро е да спомнам, што ги спомнавте и претходно, ситуациите, колку работи по мое гледање и по ваше убедување и гласање и размислување ги вративме назад и дека ќе има личен бенефит општина Кавадац односно граѓаните. Тоа се три моменти. Договорот за приватно јавно партнерство за осветлување го раскинавме заеднички со Советот едногласно, кај што се покажа дека доста средства се акумулираат сега во општината, немаме толков трошок и тоа е директен бенефит на општина Кавадац и граѓаните. За возврат на таа за наредната година во буџетот кој ќе го добиете да го разгледате, имаме предвидено 50 милиона денара изградба на нова улична мрежа. Што не се случило у Кавадац да има изградба на нова мрежа. Не да ги замениме постоечите сијалци, него нова мрежа да развиеме мрежа. Не знам, 12 другари, не знам, Влеста Кавадарци, Индустријска улица, Доне Попов, на чии улици не е осветен. Тоа ќе биде тој благодет. Второ, донесивме одлука кај што го раскинавме договорот за приватно јавно партнерство за паркирање. Сега формиравме предпријатие кое ќе биде јавно. И тоа е добар благодет за граѓаните на општина Кавадац и за самата општина да има и приходи поголеми, а и да не ги теретиме граѓаните. И трета одлука која што веќе ја спомнавме пред малку, хидроцентралата која што ја градиме до година петта, имаше одлука да се гради со приватно јавно партнерство. Ја поништив одлуката, но не се одлука да биде јавна централа. Тука не сакам да ги именувам ниту претходните, ниту да навлегувам во нивните размислувања. Добро е што се согласивме сите дека нашите размислувања и убедувања се само во интерес на граѓаните. Тоа е видливо, очигледно, така да мислам тука немаме дилема во тој дел. По иницијативата за данокот, што треба да ја изгласаме како втора точка, за тоа што владата на Република Македонија донесе закон кој што не дозволува општините да се задолжат повеќе од 10% од вкупните приходи просечни 3 години уназад. Ние мора да докажеме и да им кажеме дека ако имаме дополнителни приходи, од каде ни се за да ги проектираме во буџетот. Општина Кавадац до 2018 година немала ажурирани податоци за данок на имот од 2005 или 2006, мисля че не. Така да тоа се едно добри 7-8 години, кои што ги немала ажурирана податоците. Со самото ажурирање на податоците и вметнувањето на катастарските парцели и вметнувањето на градежното земјиште, општина Кавадац доби повеќе од 4500 даночни обврзници за данок на имот, кои што пред тоа беа нерегистрирани, односно ги немаше во базата на податоци и не плаќаа данок. Така да врз основа на тоа и врз основа на ревизијата на фирмите, направените фирми кои што направивме, во општина Кавадац на годишни ниво ќе има 20 милиона денара повеќе приход по иста стапка на данок, без да се покача данокот со ажурирање на подлогите и со вклучување на повеќе даночни обврзници, односно на реалната ситуација во град Кавадац. Исто така, морам да ви спомнам дека 2018 година општина Кавадац има решено 5200 предмети за легализација. 5200 предмети ги решивме за година дена, а за изминатите 6 години има решено само 700 предмети. Значи направивме една многу добра акција, кај што решивме 5200 предмети, не стои ниту еден предмет. Тие 5200 предмети очекувам во 2019 да влезат во евиденцията на данок на имот и екстра да се плаќа данок на имот, затоа што секој мора равноправно да си го плати данокот на имот. Тоа се тие две работи кои што ние ги проектираме заедно со секторот финанси во буџетот на општина Кавадац за 2019 година, за да може граѓаните да имаат поголем бенефит и да направиме поголема комунална изградба. Сами знаете дека оваа година комуналната изградба по урбани заедници, по местни заедници од јавен карактер на објекти ја правевме најтранспарентно, најобјективно, со состаноци со урбаните заедници, со нивни предлози, со наши укажувања и на крајот со нивен амин и подпис во делот на тоа што треба да направиме по урбаните заедници. Јас се надевам дека општина Кавадац 2019 година треба да има експанзија од градба. Покрај нашата комунална изградба, морам да ги спомнам и двата-трите проекти кои што
се веќе у завршна фаза. Едниот е проект кој што го спомнавме и на претходните седмици во делот на прочистување на водата, односно правење на филтер станица за прочистување на вода. Тоа е проект околу 4 милиона евра, кој што 50% ќе го финансира Влада на Република Македонија, 50% ќе го финансира ЦНЦ од Словенската влада на Република Словенија. Тој проект го очекуваме да почне од наредната година и сигурно ќе трае едно од 2 до 3 години. Исто така сакам да ви спомнам дека заедно со директорот на јавното предпријатие Агенција за патишта минатата недела направивме една програма кај што за Кавадарци успеав јас заедно со советница нашите служби да одвоиме 100 милиона денара во програма да ги стават. Тие 100 милиона денара ќе бидат комплетна реконструкција на патот од Росман до Кавадарци, значи гребење и асфалтирање комплетно. Од Марена, Маренските уши, до Шишка улица влез со Северен булевар, комплетно ревитализација на патниот правец. И трет предлог кој што го дадовме, третиот предлог е патниот правец од Мушовград до Мајден да се асфалтира наново, пошто таму сами знаете дека отпочнавме постапка со грците заедно за отварање на граничниот преглед. Оврска како држава и како општина ќе ни биде да стигнеме ние до Мајден со добар пат, па после со европски пари да можеме да го направиме и граничниот преглед. Така да, по она што се натегавте како партија, сега дека зборувам од име не партиски, еве од име на градоначалник само ќе зборувам. Не зависи. Секој што ќе може и што ќе успее за општина Кавадарци, без разлика од која политичка партија, да се избори во Скопје, да донесе средства малку повеќе за Кавадарци, кои што верувате дека следуваат за општина Кавадарци. Претходно општина Кавадарци била занемарена во делот на рамноправноста, во делот на инвестициите капитално од влада на Република Македонија. Ако успееме, секаде ќе можеме да тропнеме и да чукнеме на врата, да донесеме повеќе средства од буџетот на Република Македонија, од Светска банка, средства кои што ги има државата како неповратни средства од ИПА фондови. Тоа е благодет само на општината. Ние не смееме да бидеме неми и да гледаме како се развиваат другите општини нерамноправно, него мораме да направиме ситуација кај што ќе се избориме во делот на подобри услови за општина Кавадарци, не само за самите граѓани, него и регионално, за да може да привлечеме повеќе инвестиции.